До почетокот на 19-тиот век, целиот православен Балкан бил сѐ уште во границите на Османлиската империја. Европските идеи за сопствена држава и национална слобода ги разнишаа темелите на шеријатската држава. Настана национално-ослободителните движења во периферните делови на империјата. Се активираше борбата под знамето на крстот против полумесечината. Исто така започна масовни буни и востанија. Ослободувањето на балканските народи што живееја во рамките на Турција започна од почетокот на 19-тиот век. И тоа се изврши и се создадоа сите балкански држави главно до Берлинскиот конгрес 1878 година. Национално-ослободителниот процес прва го започна Србија, благодарејќи на сестраната поддршка од православното српско население во Војводина. Постаничките активности во Белградскиот пашалак, помогнати од интересите на Австрија и Русија, со сесрдна лична и материјална помош од целиот православен Балкан. Во 1804 година беше создадено првото јадро на современата српска држава, на чело со Караѓорѓе Петровиќ. Многу доброволци и угледни личности и од Македонија зедоа видно учество во српското ослободување, државно конституирање и меѓународно афирмирање. Првин беше ослободена една мала Србија со Караѓорѓе на чело. Потоа беше со етеристичкото движење ослободена Грција 29-30 година. И грчката диаспора во европските и во приморските центри ги прифати идеите на Ригас Велестинилис и со масовно организирано движење го создаде народното етеристичко движење, кое е помогнато со доброволци не само од Балканот, туку и од христијанската Европа. Во 1830 година конечно создаде првата современа грчка држава. Македонците беа првите доброволци учесници во грчкото ослободување и осамостојување. По обединувањето на романските кнежевства во единствена држава Романија во 1860 година, во процесот на ослободување и државно конституирање, масовно учество зедо и печалбари и доброволци од Македонија. Најпосле, покрај Романија, која доби своја призната државност во 1860 година, и најпосле со Берлинскиот конгрес по руско-турската војна се ослободи и Бугарија. По создавањето на кнежеството Бугарија во 1878 година и автономната провинција Источна Ромелија, практично на територијата на Балканот се создале услови за никнување на уште една држава. Во моментот, во случајот станува збор за две области, бугарски области, кои што многу брзо потоа во 1885 година ќе се обединат во една единствена држава, позната како кнежество Бугарија. Во национално-ослободителниот процес, кој прва го започнала Србија, по неа Грција, а потоа и останатите земји кои биле под владење на Османлиската империја, активно учество во борбите зеле голем број македонци, очекувајќи дека подоцна ќе бидат поддржани од своите браќа христијани на Балканот и пошироко, за кога ќе дојде денот да се ослободи и Македонија. Но за жал тоа не се случило. За жал, Македонија и беше вратена на Турција, бидејќи и големите сили, и Грција, и балканските нови држави не се согласуваа Македонија да добие самостојност, иако во руско-турската војна руската команда подготви посебен проглас кој ќе влезе руската армија во Македонија, да се прочита тој проглас и за Македонија како посебна целина. Меѓутоа, таква варијанта беше отфрлена, бидејќи тоа беше во соглас со Цариградската амбасадорска конференција пред војната, но тоа не го прифатија западните држави и Русија се согласи за изменување на Сан-Стефанскиот прелиминарен договор во Берлин
И тогаш Бугарија доби статус на кнежество, како зависно од Турција, а Македонија беше вратена назад во границите на Турската империја. Со Берлинскиот договор во 1878 година бил ревидиран Сан-Стефанскиот прелиминарен руско-турски договор, со кој само Македонија, единствена од земјите на Балканскиот полуостров, била повторно вратена во границите на Османлиската империја. Тогаш се крена македонското кресенско востание, 78-79 година, и како и во сите востанија на балканските народи што учествуваа македонци, така и овде учествуваа и други народни, представници на другите народи од Балканот, па и не само од Балканот. Сите други формирани држави околу, Србија, Грција, Бугарија, па дури и Романија, пројавија претензии кон Македонија и создадоа своји национални пропаганди кои действуваа во Македонија и преку црквите во рамките на милетскиот систем на Турција свој нуфус добиваа и србите, и бугарите, и романците, и грците, само не македонците, бидејќи немаше македонска црква. А не можеше да има македонска црква, бидејќи султанот не можеше да дозволи во своите граници да има уште една словенска православна црква покрај екзархијата која ги представуваше православните словени во низините граници. Сепак, македонците не се обесхрабрија и како и сите други народи, активно ја продолжија својата борба за ослободување. Во таквата борба, впрочем како и во сите други борби за ослободување на словенските и христијански земји, заедно со македонците, повремено своје учество земале и разни припадници на други народи. Некои од нив биле запаметени подобро, некои по лошо, но секој од нив имал свој белег во македонското ослободително движење. Колевката на словенската писменост, некогаш најмоќната империја на светот Македонија, била фрлена на колена. Но петвековното турско робство не само што не го скршило духот на македонскиот народ, туку придонесе и граѓани од други националности да се борат за слободата на светата земја. Најконтрадикторна странска личност беше руско-украинскиот козачки атаман Адам Иванович Калмиков, роден 1858 година, починал 1885. Откако 17 години служел како козачки поручник во руската армија, учествувал како артилериски офицер-доброволец во српско-турската војна во 1876 година, а како доброволец зел учество и во полкот на донските козаци во руско-турската војна во 1877. Бидејќи не бил примен во руската армија, отишол на воена служба во Србија. По примирието стапил на служба во канцеларијата на рускиот губернатор во бугарскиот град Видин. Бидејќи направил кривично дело и бил осуден, за да го избегне затворот, тој во септември 1878 година собрал група доброволци и отишол во Кюстендил, од каде што со 100 доброволци влегол во Македонија, но веднаш бил разбиен од турската војска и се вратил назад. Во октомври е примен во Софискиот македонски комитет Единство, но бил загрозен од руските воени власти во Бугарија и одново собрал чета и учествувал во првите востанички битки. Бил избран дури и за атаман на востаниците, а Беровски за началник на штабот на востанието. Но наскоро, поради авантуристичката природа на Калмиков, бил истеран од востанието. Водачите на востанието реагирале и зошто бил задржан во Џумајскиот македонски комитет Единство. Со мешањето на бугарскиот врховизам доаѓа до отворен судир, при што настанува и најистакнатиот војвода Стојан Карастоилов, убиен лично од Калмиков, а Беровски бил обвинет и затворен. Калмиков се обидел и натаму да го води востанието, но по овие настани бил избркан од Македонија,
а во Софија бил привремено и затворен. Во март 1879 година пак се појавил на македонската граница, но одново успел да се врати дури во 1885 и во битка со турската војска бил убиен. Во раководните редови на востанието се нашол и полскиот авантурист мајорот Луи Војткиевиќ. Од 1871 година тој бил учител по француски јазик во класното училиште во Велес, каде што и се оженил за ќерката на Карамфиловиќ. Војткиевиќ учествувал како доброволец во српско-турската војна, кога избувна Кресненското македонско востание, како зет на Карамфиловиќ, кој пак стана член на Софискиот македонски комитет Единство. По негова препорака, Војткиевиќ дошол во Софија, собрал чета од 300 души и кон крајот на септември стигнал во Кюстендил со обид да влезе во Македонија. Но и неговата чета била разбиена од турската војска. Во октомври 1878 година тој одново со чета од 250 доброволци стигнал во главната команда на востанието во село Влахи. Започнал ривалска битка со Калмиков и дошол во судрив со Беровски, правејќи раздор меѓу востаниците. И Војткиевиќ е истеран од востаничките редови, но врховистичките емисари одново го вратиле на востаничкиот терен. Војткиевиќ бил овластен од Софискиот македонски комитет Единство да ја превземе војната команда. Но Димитар Поп-Георгиев укажува дека со народното свето дело тугинците комедија изигруваат. И конечно завршува авантуристичката мисија и на мајорот Луи Војткиевиќ. Значајно поинаква историјата на учеството на словенечкиот печатар и публицист Мирослав Хубмаер, учесник доброволец и врховен командант на сите востанички чети во Босанско-Херцеговското востание. Откако учествувал и во српско-турската војска, бил повикан од кресненците преку Белград да биде доведен во Софија, а понатаму стигнува во Кюстендил во штабот на македонското востание. Тој пишува: "Јас бев повикан од Централниот комитет на македонското востание, за да го земам раководењето на востанието во своји раце, и со радост го прифатив тој почесен предлог и допатував." Во врска со врховистичките востанички активности во 1895 година, австриските и словеничките весници го пренале неговото мислење, каде што меѓу другото Хубмаер изјавил: "Прво и прво, не достига доверба кај народот во тугите ослободители, а и стравот од турската сила и жестокост многу длабоко е проникнат во срцата. Па покрај тоа, таму секој македонец во себе си ја носи мислата за слобода, независна и самостојна Македонија." Во македонското револуционерно и национално ослободително движење се вклучиле и голем број на учесници кои што потекнуваат од другите балкански простори, од другите балкански народи. Тоа на некој начин е и една традиција во солидарноста на револуционерно-ослободителните движења на Балканот, иако балканските народи не истовремено се ослободуваат од турската власт и создаваат своји собствени држави. Например, Бугарија се ослободува после руско-турската војна 1878-79 година и со формирањето на бугарската држава овде се создава еден на некој начин поволен терен за бунтовните македонци кои што на територијата на Македонија, која што останува под турска власт, значи покренуваат некакви револуционерни активности и гонети од турските власти, значи принудени да ја напуштат територијата на Македонија, најголем дел од нив, значи, преминувале на територијата на Бугарија. Во македонското револуционерно движење, покрај учеството на бројни македонци во редовите на Македонската револуционерна организација, кои што се боре и ги дадоа своите животи, исто така учествува и голем број бугари по националност, кои што исто така, заедно со македонските револуционери, рамо до рамо, се бореа пред се за ослободувањето на Македонија.
Младите бугари кои што се приклучиле кон македонските дружења, почнале да ги осознаваат идеите за револуционерна борба за ослободување на Македонија, да ја осознаваат програмата на Македонската револуционерна организација и водени од примерот на нивниот револуционер Васил Левски, кој што делувал под сентенцата "Ако Бугарија еден ден се ослободи, ќе заминам сред друг народ", значи да помогнам за неговото ослободување, тоа на некој начин е лајт мотив за нивното вклучување и во македонското револуционерно и подоцна национално ослободително движење. Најголем дел од нив се вклучиле во четничките редови, во војводските редови на организацијата, заедно со нивните другари македонци. Бугарски револуционери и учесници во борбата на македонскиот народ, како доследни револуционери и интернационалисти, се вклучиле во редовите на Македонската револуционерна организација, уште од незиното основање во 1893 година, прифаќајќи ги незината програма и политичка платформа на македонската ослободителна кауза. Тие биле со различно социјално потекло, идејно-политички убедувања и степен на образование. Меѓу нив имало учители, подофицери и со високо образование. Биле на различна возраст, од најмлади момчиња до возрастни луѓе со семејни обврски. Повеќето од нив станале најголеми противници на врховизмот и со сета своја преданост се посветиле на самостојното македонско ослободително дело, придонесувајќи со своите извонредни организаторски и агитаторски способности за изградувањето на организационата мрежа ширум Македонија. Особено оние со поискусни војни вештини помогнале во обучувањето на војводскиот и четничкиот кадар на организацијата. Се вклучувале во подготовките на народните востанија за отфрлање на османската власт и за создавање на автономна и самостојна македонска држава. А дел од нив учествувале и како војводи и четници во четите на Македонската револуционерна организација во Илинденското востание. Голема улога во таквото привлекување одиграле членовите на задграничното представништво на Македонската револуционерна организација во Софија во тоа време, пред Илинденското востание, Ѓорче Петров и Гоце Делчев. Значи, тие на некој начин како агитатори делувале во таа насока. Најголем дел од овие бугари, па и други, што ќе влезат во македонското револуционерно ослободително движење, искрено, предано, посветено ќе се предадат во целост, значи на остварување на неговите цели, па скоро сите и до крајот на својот живот. Овие учесници, кои што не се со македонско потекло, даваат голем придонес, дел од нив, и во создавањето на борбената сила на Македонската револуционерна организација. Кога се зборува за македонскиот и за бугарскиот народ, често пати се тврди дека са многу блиски народи. Тоа не е точно. А македонскиот народ е космополитски народ. Што значи космополитизам? Значи, тоа значи да даеш од себе на другите. Од антиката до денес, македонскиот народ е давал на многу народи, пред се на своите соседи, учествувал, македонци се учествували во национално-освободителните движења на балканските народи, потоа се учествали во градењето на нивните држави. Балканските народи и пред се повеќето народи, тие се етноцентристи. Значи, кога македонците учествуват во национално-освободителните движења, тие учествуват безкорисно. Тие не сметат да освојуват туги територии. Ето кога помагали на грци, на срби, на бугари, на албанци, тоа. Сега, во Македонското национално освободително движење учествуват и
революционери от други народи. Еден дел от нив се подкрепат внатрешната македонска организација во борбата и со врховизмот. Се слагат со законите на револуционерната организација, за борбата за автономија на Македонија. Но повеќето, да не кажем и сите тие бугарски револуционери, гледат на Македонија како на земја населена со бугари, зборат за македонски бугари. Тие не сакат да сватат дека македонците се посебен народ со свој јазик, со своја историја, со своја култура. Бугарските револуционери учесници биле и под силна импресија на раздвижувањето на македонските емигрантски сили во Бугарија, организирани во братства, друштва и организации. Овие македонски здруженија давале огромен придонес во привлекувањето на нови борци и доброволци за ослободување на Македонија. Во нивното привлекување особено биле ангажирани задграничните представници на организацијата во Софија, Гоце Делчев и Ѓорче Петров, а особено револуционерите бугари, кои ги делеле сваќањата и идеите на македонските емигранти и ја прифатиле програмата, целите и задачите на Македонската револуционерна организација за ослободување на Македонија и конституирање на посебна македонска држава. Значаен дел од македонската емиграција во Бугарија е ангажиран во сите институции на бугарската држава, поштовајќи од сите министерства, многу функционери, многу службеници во нив, во образовниот систем, во црковниот живот во Бугарија, во трговијата, во армијата и така натаму. Или, ако погледнеме поинаку, некаде веќе кон 1900 година, во Бугарија имаме навистина голема маса на македонци и само ако се направи споредба на пописот од 1901 година во Бугарија со она што го имаме од пред 10 години состојба, интересни се резимирањата и согледувањата на дипломатските представници од другите земји, особено британските согледувања. Тие констатираат дека во Бугарија има значително зголемување на населението и оценката е дека тоа не е последица на природниот прираст, туку е последица на македонската емиграција. Веднаш по создавањето на Македонската револуционерна организација во 1893 година се соочи со проблемот на политиката на бугарската држава, која што веќе во тоа време има институции преку кои што можеше да влијае и да делува. Едната е особено важна институција беше бугарската екзархија, односно она што кон која што поголемиот дел од македонскиот народ припаѓаше црковно, значи кон екзархијата. Имаше еден дел и кон патриаршата што припаѓаше. Користејќи таа состојба на легална институција да има, да постои бугарска легална институција во Македонија, која што го контролираше и црковниот живот, но истовремено и образованието, училиштата беа раководени преку црковните општини, се разбира од страна на екзархијата. Друг важен момент секако беше покрај оние основни училишта и гимназиите, прогимназиите и особено значајна Солунската екзархиска гимназија, каде се школува речиси сите македонски интелектуалци, подоцна кои заврши високи школи. И токму таа состојба тие ја користеа за да се наметне одредена политика и да се контролира состојбите во Македонија, вклучувајќи го и контролирањето на Македонската револуционерна организација веднаш по создавањето. Действително в Моро има много
революционери, които са родени в вътрешността на България. Някой от тях, като Христо Чернопеев, да кажем, той е роден в Плевенско, или Иван Гарванов в Стара Загора, и Пейо Яворов, който е така първият биограф на Гоце Делчев и близък негов приятел, не са един или двама. Те участват най-вече с идеята, че това е общонационално дело и че те се борят за освобождаването на поробените братя, както се казва, отвъд Рила и Родопите. Така че те участват точно с тази мисъл, без да търсят някакви дивиденти. И част от тях, като Марко Лерински, дават живота си в тази освободителна борба. Друг известен такъв е Михаил Герджиков, който е роден в Пловдив. Той е така анархист, привърженик на анархистичното движение. Така че тук участват хора с различни политически възгледи, някои от тях социалисти, някои анархисти, някои с, така, да речеме, десни възгледи, какъвто е Христо Силянов. Така, един от хората, които описват революционната борба в Македония в последствие. И той не е роден в самата Македония, войвода в Костурско, после и в Странджа, източна Тракия. Идеята е, че това е движение на цялото българско общество, което така се вълнува от съдбата на поробените събратия и участва на абсолютно доброволни начала. В овој период не револуционери, а двајца бугарски интелектуалци имат став за посебна македонска народност. И едниот од нив е научникот Петар Драганов, кој уште во 1894 година објавува еден зборник, македонско-словенски зборник, во кој вели, тврди, дека македонците са посебен народ со свој јазик. Петар Драганов е бесарабски бугарин и како он сам вели, јас сум, вели он, од најчистите бугари, пошо тоа е на емигрант од Централна Бугарија, од регионот на Котел, каде навистина са били етнички бугари. Со почнувањето на активноста на Македонската револуционерна организација со седиште во Солун, започна инфилтрирање на врховизмот во македонското движење. Пред се од училиштата во Македонија, кои беа главно екзархиски, излегуваа кадри што го продолжуваа образованието пред се во Софија. Еден дел од нив одеа и во Воената академија, меѓу нив и Гоце Делчев, Борис Сарафов и други. Тие, бидејќи во тоа време македонизмот во пасувите на лозарското движење беше издигнат на повисоко ниво, македонската свест веќе беше стигнала до таму да се постави прашањето за македонската нација, македонскиот јазик, македонската црква и македонската држава, тие млади интелектуалци се вклучија првин во лозарското движење, од и лозарството, младата македонска книжовна дружина беше основена од Петар Попарсов, Даме Груев, Мирчев и други револуционери подосна. Меѓу нив, беше националната свест на прилично високо ниво веќе созреана. Во такви околности, по формирањето на оваа организација, бугарската политика согледа опасност од тоа сепаратистичко издвојување на македонците. И затоа настојуваа да инфилтрираат што повеќе своји приврзаници. Тоа се обидува да го направат преку Врховниот комитет и да го постават како врховен арбитар за движењето за ослободување на Македонија. И тоа, бидејќи не успееја,
се обидува во самата револуционерна организација да инфилтрираат офицери, бугари или македонци бугарофили, кои ќе действуваат да може движењето да се движи во правец на ослободување на Македонија, но со бугари во неа. Така да во Солун, главно како главен центар, културен, духовен, политички па и економски, во Македонија настојува да испратат, така речеме, најпоекстремните интелектуалци кои што требаше да го наметнуваат бугарското влијание, или имаме еден од тие кој се вика Васил Канчов, кој што беше инспектор и контролираше училиштата, во екзархиските училишта, тој беше и началник на оделението за образование, за просвета во екзархијата, кој што отворено говореше дека доаѓаат во Македонија да создават бугари. Политичар тоа е Александар Цанков. Тогаш, тој на млади години, тоа е социјалдемократ, и кога е во Минхен во 1905 година, значи пишува една книга Македонското прашање и Балканскиот сојуз. Таа книга е објавена во 2008 година на македонски јазик, во Скопје е објавена, и историјата е многу интересна, нали, пошто професорот Васил Туциновски ја најде во Народната библиотека, Свети Киро и Методи во Софија, ја донесе, а идниот пат кога отиде, нали, во Софија, веќе ја немаше. Александар Цанков води борба тука во таа книга со бугарскиот врховизам, со бугарската буржуазија, со тоа стремеж за усвојување на Македонија. Збори насекаде за македонски народ, македонски народен живот и македонска нација. Тоа е 1905 година. Сега, куриозното е тоа, дека подоцно самиот Александар Цанков, нали, станува еден од најголемите бугарски шовинисти, значи и фашисти. Тој прави заговор против владата на Александар Стамбулиски во 1923 година, нали, му викат крвавиот професор, нали, репресии врз комунисти, врз македонци и така натаму, нали. Значи имал е високи позиции како председател на Бугарско собрание и така. Овие бугари во македонското движење никогаш не можеа да си представат и македонска Македонија. Речиси, ниеден од сите тие учесници не можеше да си замисли Македонија да биде како одделна единица со своја македонска нација и со свој македонски јазик, црква и држава. Тие се бореа за автономија и гинеа за автономија, но како бугарска автономија која во еден ден ќе се припои кон Бугарија. Има отделна организација, която е в София, Върховният Македоно-Одрински комитет, в който участват, разбира се, много хора, живеещи в България, но родени в Македония, като и то от различни партии, като Димитър Благоев, който става социалист, Никола Генадиев, който е от крайно дясна партия, но там има и много хора, които са родени в България, като много известен български писател Алеко Константинов, които също участват в този аспект борба за освобождаване на събратията. И смята се, че тази организация, Върховния Македоно-Одрински комитет, е нещо като противник на ВМОР. И че тя е дирижирана от българското правителство и най-вече от българския дворец, княз Фердинанд. Това е доста пресилено. Много често този Върховен комитет действа самостоятелно. Не мисля, че тези хора участват с идеята да разтурят отвътре организацията. Имаме единственият проблем между двете организации. Той не е за тактиката, нито за целите
И двете организации говорят за автономия на Македония, и двете използват въоръжени методи. Проблемът е кой да ръководи цялото движение. Во тоа време, бугарскиот кнез Фердинанд се уште не е официјално признат ниту од Османлиската империја, ниту пак од европската дипломатија за законски кнез на Бугарија. Бугарија, значи, има свој политички интерес и затоа на разни начини ја поттикнува и ја поддржува активноста на македонските друштва, а тие несвесни за она што им се сервира, сметаат дека Бугарија ќе се заложи, нели, за нивната татковина Македонија. Повеќето бугарски револуционери учесници во македонското револуционерно и национално ослободително движење загинале храбро во борбата со османските власти во Македонија, а некои и во Балканските војни и во Првата светска војна. Мал број од нив ги преживеале бурните години на војните и продолжиле во новите услови да се ангажираат во поддршката на борбата за обединување на поделена Македонија и остварување на државноста преку автономна или независна македонска држава. Меѓу нив биле и оние револуционери бугари, кои останале активни во редовите на серската револуционерна група, при временото представништво на бившата обединета ВМРО, Македонската федеративна организација, ВМРО Обединети и други. Со тоа тие својот животен и револуционерен пат не само што го посветија на македонското дело, туку и поголем број од нив и храбро загина во борба со турските воени сили, како што се, например, Атанас Бабата во Кратовско, Михаил Попето, Петар Јуруков во Пилепско, Параске Цветков кај Могомила во Битола, Марко Лерински, Тома Давидов, исто така околу Охридско. Голем број на овие бугарски револуционери кои што учествуваа во македонското револуционерно движење не беа само обични четници, обични комити, туку и еден дел од нив зазема и високи позиции во македонското органите на македонската револуционерна организација, како членови на ЦК, на ВМРО и како членови на задграничното представништво на организацијата, како што се Христо Чернопеев беше член на ЦК на ВМРО заедно со Тодор Алесандров и Петар Чолев од 1911 година, како што беше Пејо Јаворов, исто член на задграничното представништво на организацијата, како што беше пред тоа Тома Давидов, беше потпредседател на Македонскиот врховен комитет, како Димитар Стефанов, исто така член на задграничното представништво на организацијата. Христо Чернопеев, Тодор Паница, Крсто Асенов, Петар Јуруков, Тома Давидов, Атанас Димитров се само дел од најзначајните револуционери по потекло бугари или родени во различни краишта на царска Бугарија, кои одиграле голема улога во македонското ослободително движење пред, за време и по Илинденското востание.